Dobar den, dragi učenici. Ja sam nastavnik Gabriela Stevanandžija od Osnovното училище Blaže Koneski od Prilep. Денес ќе бидам ваш наставник по математика и со мене ќе учиме едно ново интересно математичко правило. Што ќе научиме денес? Денес ќе научиме математичко правило за множење, наречено комутативно својство на множењето. Ќе научиме да ги промениме местата на множителите. Да го користиме ова комутативно својство на множењето за решавање на задачи. Што ќе ми биде потребно за овој час? Ќе ми бидат потребни 30 ситни предмети кои можам да ги редам на масата. Например, тоа можат да бидат графчиња или некои од вашите играчки, како например лего коцки, тетратка и молив. Сега можете да притиснете на долгото копче од тастатурата, да го паузирате видеото, да ги подготвите потребните нешта, да се спремите за часот и да продолжите со гледање. Денешната лекција се вика комутативно својство на множењето. За да го научиме ова најдобро, можеме да го проследиме преку еден пример. Овде јас наредив звездички. Вие можете ова да го правите со вашите предмети кои што ги приготвивте на масата. Можете да редите графчиња, играчки или што и да сте спремили. Ке наредиме во 3 реда по 5 звездички. Во 3 реда по 5 звездички. Доколку ги изброиме, ќе видиме дека сме наредиле вкупно 15 звездички. Сега да се обидеме овие звездички да ги наредиме на малку поинаков начин. Да наредиме во 5 реда по 3 звездички. Ако повторно ги преброиме овие звездички, ќе видиме дека 5 по 3 е еднакво на 15. Повторно добивме ист број. 3 по 5, 5 по 3. Што заклучи од овој пример? 3 реда по 5 звезди или 5 реда по 3 звезди е еднакво на 15. Од тука можеме да заклучиме дека 3 по 5 е еднакво на 5 по 3. Ова веќе го проверивме, но да видиме дали ова важи и за други броеви. Овој пат ќе наредиме срциња. 5 реда по 6 срциња. Доколку ги преброиме сите, ќе видиме дека 5 по 6 е еднакво на 30. Да се обидеме да ги наредиме и малку поинаку. Во 6 реда ставаме по 5 срциња. Ако повторно ги преброиме срцињата, ќе видиме дека повторно имаме 30 вкупно. Што заклучуваме од овие два примери? 5 реда по 6 срциња или 6 реда по 5 срциња е еднакво на 30. Од тука можеме да заклучиме дека 5 по 6 е еднакво на 6 по 5. И да провериме со уште еден пример. Овој пат јас редам триаголници. Во 8 реда по 3 триаголници. Во секој од 8 реда ставив по 3 триаголници. Доколку ги изброиме или помножиме, ќе видиме дека 8 по 3 е еднакво на 24. Да се обидеме уште малку на поинаков начин. На 3 реда ставаме по 8 триаголници. 3 реда по 8 триаголници е еднакво на 24. Што заклучуваме од третиот пример? 8 реда по 3 триаголници и 3 реда по 8 триаголници е еднакво на 24. Од тука можеме да заклучиме дека 8 по 3 е еднакво на 3 по 8. Дали можеме да извлечеме заклучок? Проследивме 3 примери каде секогаш ги добивавме истите резултати. Па затоа можеме да кажеме дека ова правило важи за било кои два броеви. Пред да го кажеме правилото, да се потсетиме на нешто што претходно е учено и веќе го знаеме. Како се викаа компонентите во множењето? Во секоја задача со множење. Како например оваа. 2 по 5 е еднакво на 10. Секој од броевите во множењето има свое посебно име.
Првиот број кој што го множиме се вика множител. Вториот број кој го множиме исто така се вика множител, а резултатот што го добиваме во множењето се вика производ. Множител, множител, производ. Откако ќе се потсетиме на овие делови на множењето или компонентите на множењето, можеме да искажеме и правило. Математичкото правило гласи: ако множителите си ги променат местата, производот не се менува. Ова правило се вика комутативно својство на множењето. Заклучок: комутативното својство на множењето гласи: ако множителите си ги променат местата, производот не се менува. Зошто треба ова да го знаеме? Каде можеме да го примениме? Како ќе ни помогне? Сигурно се прашуваме. Ќе ни помогне во решавањето на многу задачи, можеме да го примениме за полесно да решаваме. Да се обидеме да го објасниме со следниве задачи. 7 по 8 е еднакво на 8 по прашалник. На местото на прашалникот треба да стои некој број. Дали можеме да се сетиме кој број треба да стои на местото на прашалникот за равенството да биде точно? Исто е и со вториот пример. 2 по 8 е еднакво на колку или прашалник по 2. Кој број треба да стои на местото на овој прашалник? Исто се оди со примерите 3 и 4. 5 по 9 е еднакво на 9 по прашалник. 4 по колку е еднакво на 3 по 4. Дали можеме да откриеме кои броеви се кријат за црвените прашалници? Овде имаме понудено броеви 7, 8, 5, 3. Кој од овие броеви треба да го сместиме во првата задача? 7 по 8 е еднакво на 8 по 7, 8, 5 или 3. Сигурно се сети, бројот 7 стои на местото на овој прашалник. 7 по 8 е еднакво на 8 по 7. За да биде равенството еднакво, треба да ги имаме истите множители, но само со променети места, применувајќи го комутативното својство на множењето кое што го споменавме претходно. Кој број треба сега да стои на местото на вториот прашалник? 2 по 8 е еднакво на 8, 5 или 3. Се разбира дека е 8, затоа што и во оваа задача треба да ги имаме истите множители, само местата да им бидат променети. Во третиот пример, 5 по 9 е еднакво на 9 по... Сигурно откри дека е 5, затоа што 5 по 9 е еднакво на 9 по 5. И во последниот пример, 4 по колку е еднакво на 3 по 4. Го ставаме бројот 3, затоа што 4 по 3 е еднакво на 3 по 4. Кое правило го применивме овде? Се разбира комутативното својство на множењето. Уште една примена. Задача. Бојан засадил по 7 лалиња во 5 реда. Мирјана засадила по 5 лалиња во 7 реда. Кој засадил повеќе лалиња и зошто? Ке пресметаме посебно за двете деца. Бојан засадил 7 лалиња по 5 реда. Запишуваме 7 по 5 е еднакво на 35. Сега Мирјана засадила 5 лалиња по 7 реда. Повторно 35. Одговорот е дека двајцата засадиле еднаков број на лалиња. Заклучуваме дека 7 по 5 е еднакво на 5 по 7. Комутативното својство на множењето може да ни помогне и во вакви примери. Замисли дека ги имаш овие 15 книги. Треба да ги наредиш на полици, но на секоја полица да има еднаков број книги. Пред нас се 15 книги кои се растурени. Треба да ги наредиме во полици. Секоја полица еднаков број на книги. Како можеш да ги распоредиш? Колку полици со по колку книги ќе употребиш? Дали можеш да најдеш уште еден начин за редење на книгите?
За проблемот со книгите, можам, на пример, да употребам 3 полици. Тогаш ке наредам 3 полици со по 5 книги. 3 по 5 е еднакво на 15. Или, можам и поинаку, 5 полици по 3 книги. 5 по 3 е еднакво на 15. Заклучок. 3 по 5 е еднакво на 15. 5 по 3 е еднакво на 15. 3 по 5 е еднакво на 5 по 3. Овде повторно го применивме истото математичко правило наречено комутативно својство на множењето. Еве да се обидеме да размислиме за уште една пример задача. Јулија и Петар читале иста книга. Јулија 4 дена читала по 6 страници од книгата. Петар читал 6 дена по 4 страници. Колку страници од книгата прочитала Јулија, а колку Петар? Обиди се да решиш и да донесеш заклучок. Кое математичко правило важи за оваа задача? Обиди се, самостојно, размисли и доколку ти е потребна помош, потсети се на претходните примери.